понеделник 22 мај, кратки вести во 12 часот. На 7 месеци до најавениот краен рок за завршување на автопатот Кичево-Охрид, вице-премиерот Артан Груби го нарече несреќен проект. Започнат во 2013 година и рече дека неговото завршување ќе биде на крајот на годината или на пролет наредната година, ставајќи го под знак прашалник завршувањето на овој проект во предвидениот рок и остави простор за нов анекс на договорот. Изградбата на автопатот трае веќе 10 години, требаше да чини 378 милиони евра, но сумата е двојно зголемена и изнесува околу 600 милиони евра. Неодамна и министерот за транспорт и врски Бочварски изјави дека планира за овој мандат до 2024 година да се вози по автопатот Кичево-Охрид. Утре ќе се одржи аукцијата по повикот за јавно надавање за закуп на шанкови во Охрид по огласот кој Охридската локална самоуправа го распиша за закуп во периодот 2023-2026 година. Како што веќе објавивме, пристигнале вкупно 59 понуди, од кои 49 со комплетна документација. Новите сопственици ќе треба да издвојат најмалку над 11.000 евра за површина од 800 метри квадратни или колку е минималниот годишен закуп за најскапиот шанк кој ќе се издава на Охридското крајбрежје. Најголемо внимание привлекуваат локациите кои се најблиску до градот, каде и претходно имаше популарни објекти. Во текот на јуни во Охридскиот суд ќе започне процесот против адвокатот Тони Менкиновски за поставувањето на знамето Сонцето од Кутлеш на 27 април во Охрид. На адвокатот ќе му се суди за нарушување на јавниот ред и мир. Менкиновски сам се пријавил во Охридската полиција дека е одговорен за поставувањето на знамето. Тој ја презел целата одговорност за настанот и тврди дека овој случај не може да биде третиран како нарушување на јавниот ред и мир, затоа што од него никој не бил вознемирен. Времето денес умерено облачно со сончеви периоди и услови за нестабилност. Максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.